Ваква опсежна, темелна и експресно спроведена акција како оваа во Кочани досега се нема случено во Македонија. Институциите беа координирани и спремни како никогаш досега. Се уапсија сите луѓе кои се поврзани со дивото работење на дискотеката. Без разлика дали се ВМРО, СДСМ, ДУИ, Вреди, дали се македонци или албанци, мажи или жени. За жал, требаше да се случи ваква невидена трагедија за обвинителството се разбуди и одговори на нивото на задачата. Сега на потек е судот и да се надеваме дека барем во овој случај и судството ќе се освести, па како брзата реакција на полицијата и обвинителството ќе ги прифати доказите и ќе донесе соодветни пресуди, без политиканство и без она фаќање врски. И знам дека на многумина не им се верува дека ова е можно. Не сме навикнати вакво нешто да се случува кај нас. Навикнати сме сите истраги да завршат и да се развлекуваат, да се влечат, да се тактизира, да се види кој е, што е, од каде е, дали може да се приведе и слично. Навикнати бевме еден продолжен кабел да биде виновник за тоа што 14 луѓе живи изгореа во модуларната болница. Само шоферот да биде виновен за тоа што кај Ласкарци загинаа 16 луѓе и исто така само шоферот на Дурмотурс да биде крив што 45 луѓе изгореа во автобуска несреќа во Бугарија. Значи кој одговараше? Продолжен кабел и двајца шофери. Толку. И после се чудиме како и оној идиотон од Кочани си дозволил, без грам совест, една штала да стане дискотека, дискотека која се претвори во масивна гробница. Сега, разликата е што нема како досега. Сега виновниците, кои како и другите случаи си имаат име и презиме, гледаме ќе одговараат. Осомничени се 34 луѓе и 3 фирми. Значи сега се преврте секој камен и секој инволвиран е приведен. Како рече премиерот, тргнавме, нема запирање, одиме до крај. Или тие, или ние, ќе додадам. Сега е шансата нештата да се изменат.